зголемување на расходи, изголемување на приходи преку даночен раст, но кој ќе оданочува владата на ВМРО ДПМН? Владата на ВМРО ДПМН ќе ги оданочува обичните луѓе, а не крупниот капитал. И тука е моето клучно прашање, затоа што во програмата на владата на ВМРО ДПМН најавено е намалување на корпоративниот данок од 10% на 5%. Јас како пратеник, тоест јас преку нашите пријатели во Европарламентот, преку нашите сестрински партии, преку европарламентарците испратив барање за одговор од Европската комисија. Дали таа би препорачала на владата на ВМРО ДПМН да го намали данокот на 5%? Зошто? Затоа што од 2024, заклучно со 1 јануари 2024, а по основа на директива која е претходно донесена од Европската унија, се одредува минимален корпоративен данок од 15%. И тоа сега важи за целата Европска унија. Мицкоски ќе го намалува данокот на 5%, а сака да привлече странски инвестиции. Па го зголемил буџетот за 2 дополнителни милиарди за привлекување на странски инвестиции. И сега ние ќе ги привлечеме странските инвестиции, тие мораат да платат 15% од данокот од таму каде што доаѓаат, најчесто се во европските земји, и сега Мицкоски ги ослободува од тие 5% за да ги платат во своите држави. Моето прашање до мнозинството кое е скрос отсутно во оваа сала во моментот, значи не постои еден пратеник од мнозинството, зошто своеволно се откажуваат од буџетски средства на Република Македонија. И да не правиме многу филозофија, има одговор, а има еден пратеник, се извинувам. Да не филозофираме многу, има еден одговор. Ако еден премиер, ако едно министерство за финансии, ако една влада доброволно се откажува од своите јавни средства, од својот јавен интерес, тоа значи дека приватниот интерес на тие политичари, на тие премиери, министри, влади е всушност пред јавниот интерес. Тоа премиерот треба да ни го одговори. Дали премиерот заради негови побуди, заради негови лукративни причини, зошто го намалува данокот за корпоративниот данок за 5%, иако тоа се противи на секоја логика на здравиот разум. И наместо да се оданочуваат ентитети кои заработуваат од нашата инфраструктура, кои заработуваат од нашиот пазар, кои заработуваат од нашиот народ, наместо да вратат на тој пазар, таа инфраструктура, тој народ, тие ќе си ги однесат парите во своите земји. И ќе се фали мнозинството с големен даночен приход од кого бе луѓе? Од обични луѓе. Обичните луѓе кои само придонесуваат на оваа економија, кои само придонесуваат и кои се бескрајно експлоатирани од крупниот капитал кој ги пишува овие буџети. Овие буџети може директно да се излезени од Стопанската комора, бидејќи само на тој аспект на општеството одговараат. Одговараат на стопанските комори и одговараат на личните интереси на владините политичари.